Ќе го здрмали Трамп светот? Тоа е темата на вечерашното отворено студио на телевизија Нова. Вечерва ќе дискутираме како го помести изборот на Трамп за претседател на Соединетите Американски држави буквално целиот политички свет. Сите се во очекување што ќе донесе Трамп за време на неговото председателствување со Соединетите Американски држави. Но не само со Америка. Ќе биде интересно во целиот свет како ќе ја води работата во однос на Сирија, во однос на Русија, па и во однос на Балканот, она што нас не интересира. Вечерва во студиото на оваа тема ќе разговараме со двајца гости, двајцата аналитичари кои што имаат добро познавање за светската дипломатија и од политички, но и од безбедносен аспект. Ќе разговараме со Цветен Чилиманов, добро вечер и добре дојде, и Златко Кецковски, добро вечер и добре дојде. Ајде да почнеме од почеток. Дали вие бевте изненадени со изборот на Трамп? Многумина велат дека како што одеше кампањата, Хилари во предност, Хилари е политичар, Трамп сепак не е човек од светот на политиката, нема шанси, меѓутоа, еве, Америка повторно покажа дека знаат граѓаните на Америка да гласаат испротивно од она што можеби политичарите некогаш очекуваат. Ја минатиот пат кога седев на ова место, кажав неволно дека ако морам да се кладам, би се кладал на Хилари Клинтон. Чиста среќа, еве, никој не ми ја прифати кладбата и... Ке изгубеше. Да, ке изгубев и тоа дебело и... Нели, ке беше празен новчаник, но ке беше полно срце, бидејќи навистина победи опцијата која што мене далеко му е поблиска. Мислам дека ќе биде подобра за Република Македонија, особено после овие искуства што ги имавме со... Имавме 8 години да видиме како, нели? Да, имавме 6 години релативно мирни и потоа имавме 2 години во кои што веќе немаше што не видовме од револуции, од бомби, од злоупотреби на снимки, од политички притисоци, отворени виткање, рака, обид за виткање, кичма и се. Но еве гледаме дека на тоа очигледно му дојде крај, односно му доаѓа крај. Навистина ситуацијата е се уште многу непредвидлива, не можеме да знаеме што ќе се случува понатаму, се уште не знаеме кого Трамп ќе стави во администрацијата, како ќе се постави. Но дефинитивно, значи, на некои клучни точки, на некои клучни прашања, далеко поблиска политичка опција на тоа што во моментов ги имаме во Македонија и мислам дека имаме навистина добар шанса за добар нов почеток. Нов почеток во секој случај, ќе видиме како ќе излезе. Кицковски, дали вие бевте изненадени? Па јас сум фан на Трамп од самиот почеток, нели? Така да ги гледав изборите онлайн. Не изненаден, меѓутоа, видите, мртва беше... но не очекуваше така. Па не да не очекува, мртва беше трката од почетокот, самиот почеток до крај, нели, имаше во еден период Трамп избина напред, па, нели, со одредени девијации, нели, во начинот на водење на кампања, условно во нивните услови, овие случувања што се случува во изминатиот период и не се секојдневни, меѓутоа во секој случај на крај се согласувам. Јас победила на опција која што во суштина е поблиска до воопшто до Македонија како нација, како држава и како територија која што и кауза која што традиционално е на страна републиканци во Америка, така да сега можеме само да очекуваме, односно да се надеваме на подобро. Сега доаѓаме до второто прашање. Ќе биде ли оставен Трамп да биде председател? Гледаме што се случува истата ноќ кога беше прогласен за председател. Веднаш започнаа протести, некои ги нарекуваат и шарена револуција во Америка. Па видите, значи, она што се случува во моментов, нормално и во кампањата, нели, веќе во уводниот дел го кажав, е несекојдневно за американски прилики. Меѓутоа, мислам дека во текот и начинот на владење во измината администрација во Америка во последниве 4 години си ја покажа онај дел на кој што условно работел надвор од своите граници. Меѓутоа се виде дека во суштина тоа тлеело и внатре во незините граници. Некои демонстрациите кои што беа организирани вечерта по изборот ги нарекуваат дали обид за американска револуција, внатрешна американска револуција, што е нонсенс за нивни услови, нели? Така да, мислам дека точно оној дел кој што тие го прокламира, мислам дека посочувајќи го Сорос како иницијатор и пропагатор, а и нормално финансиер на сите овие случувања, наназад и во текот на кампањата на демократите, меѓутоа и во
Тоа се види и со мейлоите на Wikileaks дека учествувал активно и во начинот на водење на политиката, односно на дипломатијата на САД, така да излезе на површинена структура која што Трамп во изминативе 2 години, нели, од почетокот на неговото кандидирање во Републиканската партија па до денес, скоро секој говори го потенцираше. Така да она што ние можеме да зборуваме за влијанието на Сорос, односно на структурите Сорос во светски рамки, тоа е веќе една сосем друга димензија. Меѓутоа сега во овој момент се покажа дека и во Америка функционираат тие структури на исти начин како што функционираат и во северноафричките држави, и во Украина, па и тука, па и во Србија, и во сите оние делови кај што Сорос во суштина има можност да влијае. Бидејќи Сорос во секој случај нема можност секаде да влијае. Меѓутоа, онаму кај што имаме можност, влијаел. Последниве настани се дека имал можност и влијаел и врз американска политика, односно внатрешната американска политика. Ке тропна ли мечката на врата на американците? Ке тропна. Не, додека разговараме ние сега во Вашингтон, веќе вториот ден од конференцијата во Ориентал Мандарин хотелот на брегот на Потомак, во која што се собрани, Сорос очекува да собрати во текот на денешниот ден. Со еден куп богаташи се вели, така. Сасман, Стејер, сите финансиери на Демократската партија, кои што договараат што да прават понатаму. Преку милиарди невладени организации што ги имаат формирано во САД, во разни области, од заштита на екологијата, од заштита на правата на афроамериканците, жените, абортусот, семејството и така натаму, но генерално сите тие се движат во една насока, тоа е поддршка на Демократската партија, поддршка на левата опција во Соединетите американски држави, и тие се тие организации кои што се координираат потоа со Македонската фондација, Сорос во Бугарија, во Србија, во регионот и глобално во Украина, низ цела Европа. Гледаме од Wikileaks документите дека се координирале за изборите во Европската унија, за парламентот, за поединечните држави, тековно е мониторирала, текот на мигрантите, на бегалците од преку Балканот до Европа и исто така на мигрантите преку Мексико до Соединетите американски држави. Значи, сличностите се големи, тој состанок денеска трае и после тоа се очекува да биде јасна каква ќе биде политиката на овие организации, дали ќе биде објавена тотална војна на администрацијата на Трамп. Дали е ова војна помеѓу богаташите и народот, бидејќи народот јасно кажа, републиканците се апсолутни победници на овие избори, не само за председател, него и во Сенатот, и во Конгресот. Буквална пораст на демократите, а повторно не се случуваат овие состаноци на елитата. Двете страни си имаат богаташи што ги поддржуваат. Една страна се, Сорос и Сасман, друга страна се Шелдон Аделсон и Мерсер семејството. Значи, тоа не е спорно. Сите си имаат по неколку богаташи. Доналд Трамп сега ќе ги именува Питер Тиел, најверојатно за свој советник. Така да не е тоа спорно. Но, гледајќи ги, да речеме, донациите на финансиските корпорации во САД, буквално сите отидоа на концото на Хилари Клинтон, многу малку отидоа на сметка на Доналд Трамп. Тоа е финансискиот сектор. Нафтениот сектор, од друга страна, балансираше, може да се очекува дека добар дел има поддржано Доналд Трамп. Значи, компаниите што се во нешто се вика физичка економија, што навистина произведуваат, прават нешто, генерално одат кон републиканците, значи компании за енергетика, копање јаглен, нафта и така натаму, додека компании кои што генерално сакаат да заработат со помош на власта во Вашингтон одат на демократската страна и тоа доаѓа од политиките на двете партии. Републиканците генерално велат дека нема да се мешаат во економијата, додека демократите сметаат дека и здравство, и образование, и осигурителна индустрија, финансии, банкарство, се мора да биде контролирано од центарот во Вашингтон, така да беше војна буквално против меѓу Америка и елитата која што живее во Вашингтон, во околу автопатот Белтвеј во центарот на Вашингтон, елитата во долниот дел на Менхетен и во Холивуд, која што сите до последниот застана и државната администрација и финансиските корпорации во Менхетен и филмската индустрија, културата, да речеме, музичарите, пејачите, актерите, застана во поддршка на Демократската партија. Добро е тоа што, да речеме, Трамп не се обиде да прави
нели, да бара балансирано известување, да бара некаков пристап до медиумите и така натаму, туку најотворено објави војна. На Нью Йорк Таймс, на Вашингтон Пост, на 4 од 5 големи телевизии. Значи, најбуквално ги навредуваше, ги прозиваше на неговите митинзи. Некои од нив беа исфиркувани, се соочуваа со шиканирање од страна на луѓето, имаше тврдење дека биле нападнати некои новинари и така натаму, но во ниту еден момент не се обиде да бара правда. Да, туку рече, јас идам против вас. Јас идам против вас, јас ќе ве поразам и буквално ги дефинираше како дел од непријателот, додека се потпре на блогови, на Breitbart организацијата, на YouTube снимки, се потпре на социјалните мрежи, радио, на неговиот Twitter акаунт, так. на такви тотално нови форми на комуникација и така да не должи ништо на никога. Така да нема со што да го притиснат, нема да се плаши од негативен. Тој отворено во својот твит по организирањето на протестите кажа ги нарече платени револуционери, поддржани од платеничките медиуми. Имаме подготвен и прилог од Александар Арсовски, колегата од Дескот на телевизијата, за тоа што се случува со Сорос и со неговата средба. Комплетно е објаснето што сега се случува таму и кои се насоките на кои што тераат. Да го погледнеме прилогот, па ќе се вратиме да го прокоментираме. Во повеќе градови во САД не стивнуваат протестите против изборот на Доналд Трамп за нов претседател на државата. Како одминуваат деновите, овие протести стануваат се порадикални, па така, снимките што доаѓа од Америка покажуваа маскирани млади луѓе од толпата што маршира по улиците, како вандализираат паркирани автомобили, автобуски постојки, сообраќајни знаци, поштенски сандачиња. Но како се зголемуваше вандализмот на демонстрантите, се побројни се и американските медиуми кои овие протести ги поврзуваат со милиардерот Џорџ Сорос, кој се посочува како главниот организатор кој стои зад нив. Не е непозната нетрпеливоста што Сорос ја има кон Трамп, а милиардерот беше еден од главните спонзори на кампањата на Хилари Клинтон. Сепак, американските медиуми анализираат дека Сорос не се помирил со поразот на Клинтон и дека прави огромни напори за да најде начин да гурне Трамп, практично уште пред тој да стапи на функцијата. Последен што се приклучи во таквите анализи е угледниот политички магазин Политико, кој објави дека Сорос го собрал врвот на најбогатите либерали на средба во луксузниот хотел Мандарино Ориентал во Њујорк на 3-дневен состанок на кој ќе се бара начин да се саботира Трамп. Како што наведува магазинот, главниот спонзор на состанокот е влијателниот елитен клуб Демократска алијанса, познат како ДА. А освен најбогатите бизнисмени кои се против Трамп, учество земаат и високи политички функционери како Ненси Пелоси, шефицата на демократите во Сенатот, како и сенаторката Елизабет Ворен. Според Политико, тема на состанокот е детално да се разработи стратегија за саботажа на плановите и активностите на Трамп во првите 100 денови од неговиот мандат. Како што е наведено во анализата на магазинот, главните чекори кои ќе бидат преземени во таа активност ќе се базираат на правата на жените, малцинските групи и на луѓето со поинаква сексуална ориентација, што во голема мера беа и главните поенти во кампањата на Клинтон. Како што е наведено во анализата на магазинот, исто така се очекува да биде покренато и прашањето за враќање на мокта и довербата на бирачите, и тоа пред се во државите кои беа клучни за Трамп да извојува победа, како што се Флорида, Охајо, Пенсилванија, Мичиган, Висконсин. Ваквите тврдења магазинот ги подкрепува со изјавата на претседателката на Демократската алијанса Гара Ламарш, која ја отворила конференцијата со зборовите: "Нема да брзаме во ниту еден чекор, но упорно и цврсто ќе се спротиставуваме на администрацијата на Трамп." А дека активностите на оваа организација воопшто не се безопасни, говори и нејзината биографија. Формирана е по победата на Џорџ Буш на претседателските избори во 2004 година, токму од страна на Сорос, во соработка со покојниот могул на пазарот со недвижнини Питер Луис и со група на мега донатори на Демократската партија, кои вложија стотици милиони долари во кандидатурата на Џон Кери. Целта на оваа организација е формирањето бројни советодавни групи и стручни тела надвор од Демократската партија, кои со своето делување би влијаеле на политичарите да ги прифатат нивните ставови. Алијансата брои повеќе од 1000 членови, вклучувајќи ги финансиските магнати како Сорос, Том Шејер и Доналд Сусман. Од 2005 година навака, оваа организација има уплатено повеќе од половина милиарда долари на разни групи, како што е Media Matters, организација која следи што се објавува во медиумите, како и компанијата Catalyst, која се бави со собирање податоци. Како што наведува магазинот Политико, сите овие компании се тесно поврзани со Хилари Клинтон.
Назад сме во студиото, го погледнавме прилогот, политиката велат ја вртат парите, меѓутоа еве во овој случај сега имаме пари контра пари. А од другата страна го имаме Трамп кој што не е за фрлање, сепак е толку години и он високо на листата на Forbes, а од другата страна ги имаме, ги споменавте, Сорос и останатите. Како сето ова ќе се одвива? Пред да се вратиме во студиото имавме и мала конверзација околу тоа кој се ја финансирал Хилари, а кој се ја го финансирал Трамп. Ги споменавме дури и лоби групи на држави, албанската држава и така натака. Значи, видите, во анализата која што нормално се движеше и во американските кругови и на кој што мислам дека дел од гласачите реагира, е начин на финансирање на двајца кандидати. Додека Трамп 95 до 97% од неговата кампања е лично финансирана од негови лични средства, кампањата на Хилари е финансирана од неколку контраверзни држави за Соединетите американски држави, имајќи во предвид дека тука е веднаш Саудиска Арабија, дека е Кувајт и дел од другите арапски држави во кои што Америка полека одбиваше да влезе во конфликт, меѓутоа како се движат работите во однос на на исламскиот радикализам кој што се шири во светот, и кој што се надевам во теков на емисијата ќе одоприме и овој дел, пошто е многу значаен во текот на кампањата. Дел од средствата се и од држави кои што плаќале лоби групи или дури и некаде и директни средства се уплаќани на кампањата на Хилари Клинтон заради влијание врз надворешната политика на САД во регионот или во нивна корист. Значи, ако имате, ги читате, ги следите на станите, веднаш другиот ден Рами излезе со една соопштение дека нема све да биде исто како и досега, нели? Од друга страна, денеска Обама е во Грција, па се пожалија дека... Последна посета, токму така, баш Грција, токму Грција. Ако го симнеме овој дел во наши услови овде, традиционални су, значи традиционално е влијанието. Демократите се свртени повеќе, односно имаат поголеми лоби групи и поголемо влијание во Демократската партија, имаат албанското лоби, значи албанската диаспора во Америка и грчката диаспора во Америка традиционално. Додека нашата диаспора е традиционална врзана за републиканците. И тоа го гледаме во текот на годиниве наназад. Ако видите додека бил републикански председател, како се одвивале работите кон Република Македонија, ќе видите и разликите со републиканскиот председател, како се одвивале работите. Додека тие биле на власт, ако земеме во обзир дека Буш 2005 година ја призна Македонија под уставно име, 2008 година инсистираше... И тоа покрај инсистирањето на грчкото лоби, силно инсистирање во тој период? Силно инсистирање, да, видите, мислам дека ќе се согласите и Члиманов, дека во Охајо, во Мичиген, дел во Њу Џерси, кај што се концентрирани нашите иселеници, нели? Тие дури за Охајо и Мичиген гласа масовно за кандидатурата на Трамп во Републиканската партија. И го таму и победи во Охајо и во Мичиген, кај што беше дури и многу важна победата, нели, гледајќи ги начинот на гласање, нели, во Америка. Не зборам за председателските избори сега, то не договориме, не го говориме за кандидатурата воопшто на Трамп. Значи, континуирана, истото се случи со Буш 2000 година, истото се случи со Буш 2004 година. Така да и сега со Трамп, во однос на Републиканската партија и во однос на гласањето за председател на републикански кандидат. Тоа се традиционални односи, тие се каузи и иселеништво кое што длабоко ги гледат интересите не само тамошните американските, него ги гледат интересите, нели, на сопстените држави. И Грција за грчките, Албанија за албанските и македонците за македонска диаспора. Сега тука ќе видите како отприлика можно да се случуваат работите понатака. Сега, велат дека оние аналитичари и познавачи од Соединетите американски држави велат дека не е случајно што е Обама токму во последната посета токму на Грција во опит да го смири мокното грчко лоби, кое што е еден од главните, да не речам, финансиери на
цела нивна политика, дека ете ќе биде во ред, ништо нема да се промени. Меѓутоа, имаме ли навистина шанси да се надеваме дека и грчкото, и албанското лоби, и сите останати кои што се против, да речеме, македонските интереси, посебно грчкото лоби, нели да се надеваме дека ќе имаат малку помалку влијание во американската политика сега со изборот на Трамп? Види, тоа е дефинитивно. Ние имавме, например, ситуација во која ние реално не ни бараме нешто посебно од Вашингтон, освен да бидеме оставени на мира. Значи, ништо друго не бараме. Идејата дека ние можеме преку Вашингтон да ја притиснеме Грција, да се откаже од спорот зимето, па да не пушти во НАТО, да влеземе многу тешка. Ние имавме ситуација во која премиерот Груевски долго време при неговите посети на САД, а често доаѓаше во посета на САД, ќе прелеташе преку Вашингтон, бидејќи по 100 патли да се објаснува со сенатори, со конгресмени, ама знаете, кралот Пердикапота, не знам, во времето на Византиската империја треба. Досадно е тоа, напорно е веќе. Човекот си одеше во Акрон, Охајо да види некоја компанија дали може да дојде, ќе одеше во Детройт да види дали може од Мичиган некоја компанија да се донесе, ќе одеше во Чикаго, во Илинојски, одеше низ цела Америка каде што има бизнес да се обиде некоја компанија да придобие да дојде во Македонија, а спорот, зимето, тоа си е тоа. Значи, се што бараме, нашиот прилично низок праг на очекување моментално од Соединетите американски држави е да престане оваа шарена револуција, која што, како што гледаме, ресурсите на Сорос ќе бидат попотребни дома, да си ги запалат и да си ги шареат малце своите градови, отколку да извезуваат таа нивна форма на радикална левичарска идеологија низ светот. Ние имавме, да речеме, подршка во некој случајно, инцидентно се случува ситуација како, например, Обама кандидираше грк за сенатор на Илиноис, само што беше избран 2008, па брзо после тоа нели мораше да се пополни тоа место, го кандидираше својот пријател Алекси Джанулијас за сенатор кој што немаше да биде избран, туку именуван. Се случи страшен корупцијски скандал, во текот на кој што очигледно има лоби да се продаде дури амбасадорското место во Македонија, да го шутна трикар на страна преку сенатори во блиски на грчката лоби, Боб Менендес конкретно, да се именува гувернерот на Илиноис за сенатор, за амбасадор во Македонија, со благослов на грчкото лоби. Значи, замислете какви проблеми ние би имала. Имавме ситуација кога потоа 2010 кога навистина имаше избори за овој грчки кандидат, македонците излегоа и гласа против него нормално, што е природно. И помогнаа во изборот на Марк Кирк, така да имавме доскоро сенатор. За жал ги изгуби овие избори сега, бидејќи сепак Илиноис е генерална демократска држава, а он е републиканец. Така да на такви ситуации, лични, некогаш персонални, нели, ке се амбицира некој грчки бизнесмен, па ке сака да купи влијание во надворешната политика, се случувало да нашиве да се како реакција на тие притисоци да одговорат. Од друга страна, да речеме, со албанското лоби ние не сме имали некои посебни проблеми, дури напротив сме некои блиски ставови, нели, поддршка за НАТО, неки има проширување, неки има американско влијание во регионот. Прашањето тука ќе биде сега, да речеме, албанските партии, меѓу себе, двете партии имаат плаќано и Подеста, значи, да речеме, десната албанска партија ги има ангажирано Џон Подеста, иако е левичар, човек на Сорос, го води think tank-от на Сорос, работи за демократите. Че нема тука пардон, и тоа го има користено со државни пари да води кампања против социјалистичката партија. Социјалистичката партија беше фатена во тие мејлови дека кога организираше насилни протести со убиени луѓе во Тирана во обид да влезат во парламентот во Албанија 2011, мислам беше да го преземат со сила, да гурнат Сали Беришо. Забележани се имејл порака од Сорос до Обама, до Хилари Клинтон, во која што ги нуди услугите на својата фондација во Албанија, да им даде совети како оваа криза да се испегла, да се реши, што веројатно би водило кон тоа социјалистите да дојдат на власт. Така да, двете страни, да речеме, во Албанија меѓу себе бојуваат за превласт. Некој, да речеме, посериозен конфликт со нас немало, бидејќи целта била НАТО. Ние сега ќе дојдеме до едно друго прашање во кое што ќе зависи како САД под Трамп ќе се постават воопшто кон идејата за проширување на НАТО. Мислам дека уште немаат ни ратификувано приемот на Црна Гора. Да. Што ќе биде се интересен тест да видиме дали Републиканскиот конгрес и Трамп воопшто Црна Гора дали ќе влезе
или би зборале на брзинка некој по инерција, некој пакет може би и со нас, што не ми се верува, или во интерес на тоа веќе изразено пријателство, дружба меѓу Трамп и Путин, може би пак ќе се стави се под мраса. Во кој случај па ние не знам ние не го решаваме спорот зимето, што би сакале, не знам, со грците да ни кажат добра, сега сме согласни за заеднички, ние го решаваме за да влеземе во НАТО. Ако американската администрација сега земе друг став кон НАТО, ако во Европа проширувањето веќе е климаво, Британија излегува, че навистина не знам, нели, спорот зимето веќе станува трета, четврта тема. А твој коментар за она што се прошири низ медиумите, изјавата на советникот на Трамп дека неговата дека Македонија секогаш била Македонија и ќе си го задржим името и дека ставот на Трамп е дека Па не знам колку, значи знаете, сега се формира тимот на Трамп и кој ќе биде во надворешно политичкиот тим. И сега навистина не се знае. Да, дали Джулијани, дали Нјут Гингрич, дали Џон Болтон го спомнуваат, иако тој е да речеме од порадикалното крило, генерал Флин, значи има доста луѓе што се амбицирани. Овој господин конкретно не е во тој тим, во таа сфера. Видете, не е во умот, например, Трамп именуваше моментално грк, полугрк за шеф на кабинет. Шеф на кабинет, у принцип, не се занимава со надворешна политика, ама, боже мој. тука е до него е. Се што се случува. Може да имаме и назадување во поглед на признавањето на името употребата на зборот Македонија. Значи, навистина е непроверена, не тестирана работа. Имаме да речеме во шефот на председателот на Комитетот за надворешна политика во долниот дом на Конгресот е републиканец, тотално влезен во грчкото лоби, значи тотално. Спикерот на Сенатот, Меконал, еден од најистакнатите критичари, ги знаете ви од 2001 да се запре вооружувањето на македонската армија во 2001. Еден од најгласните што има ставена таа блокада, а е републиканец, така да не се ни тука работата 100% чисти. Не можеме да предвидиме што ќе очекуваме. Наша предност е тоа што ништо не бараме. Само да ни прават Сорос обоена револуција, при што ја вовлекуваат американската надворешна политика и угледот на Соединетите американски држави кај македонците го сроза, поддржувајќи најотворена една политичка опција која што е безперспективна, нема никаква иднина, нема народната поддршка тука, во обид да се направи еден паралелен судски систем во кој што партиски ќе се води, во кој што ќе се ќе се измислуваат обвиненија, сето тоа што го видовме, че тоа е единствено ние што генерално го бараме од нив. А потоа, како они ќе сигурираат односите со Русија, со Турција, со Европската Унија, ние мислам дека лесно ќе... Добро, тука можеме да бараме она кое што да гледаме она кое што би можело да се случи. Значи американска политика нити имат време, нити може да се занимаат со нашите проблеми овдека. Меѓутоа, улабувањето на Сорос и влијанието на Сорос ќе донеси своји резултати не само кај нас. Секаде во свет. Тоа е она кое што би рекле во изминативе неколку години го раздрма светов на сите основи. Значи, светов. Сите кризи кои што ги гледаме во моментов или предходно беа... Се споменува името на Сорос позади, да. Сорос и влијанието на надворешна политика на Клинтон. Значи, тоа е точно и недвосмислено, кажам. Сите револуции во Северна Африка се предизвикани така, на исти начин, со иста цел, и после тоа е увидена грешката, 99%, па се имат обиди да се вратат назад и така. Значи, меѓутоа замислите сега секое движење или секој обид за пресврт во една држава носи своји жртви човечки, кои што немаат цена, нели? Да не зборуваме за економските процеси така натаму. И тука е она кој што Трамп во суштина и го прозиваше Сорос. Значи, начинот на влијание на Сорос во суштина и богатењето врз овие основи. Многу беше директен Трамп во целата своја кампања кон Сорос. Така да, што ние би можеле да очекуваме, тоа е начинот на водење на политиката на глобално ниво во однос на американска политика и надворешната политика. Односите со Русија, начинот на функционирање на НАТО, пошто Трамп во својот дел на водење на кампањата, изјавите имаше и дел
за ревидирање на начинот на функционирање на НАТО. Тој во првиот момент, нели, додека беше кандидат нели, кандидат во Републиканската партија за кандидат, дури во еден момент кажа дека ќе го олабави влијанието на Америка во НАТО и учеството на Америка во НАТО дури за 30-40, дека го донесе на 30%, ако е сега 90%. И имаше тука страшни реакции околу. Да, дека ги фрлаат парите Америка на светски војни. Меѓутоа не е само околу тој момент, значи околу влијанието. НАТО е, нели, формирано од страна на Соединетите американски држави, меѓутоа и влијанието таму е она кое што е базата на функционирањето на НАТО. Ако влијанието се олабави за 30%, вие имате една малтене ситуација за полек некаков распад не распад, меѓутоа многу поблаго влијание на светски основи на НАТО алијанса. Ако се случува тоа што го најави тој. Од друга страна, значи помошта на државите кои што во овој момент се високо развиени, од типот на Германија и Јапонија. Нели, кај што Америка има огромни капацитети воени инсталирано со цел веќе 60-70 години за одбрана или за заштита или не знам за каква на територијата. Тој за тие зборуваше за тие средства кои што се трошат, а од друга страна ви имате хиперразвиена Германија која што во суштина во еден момент проба и да направи една паралелна политика во однос на американската, нели? Така да оној момент кој што Трамп може да го донесе, тоа е разнишување на овој систем кој што досега функционирал не во рамките на Америка под раководство на демократите, воопшто. Во целиот свет. Да го прокоментираме неговиот однос со Путин. Многумина му забележуваат дека е премногу... Видите, денеска или вчера ми се чини разговараш со Путин, што е она кое што на светот му е потребно во овој момент. Во овој момент од безбедносен аспект светот е во една хаотична состојба. Значи, ние можеме да очекуваме жаришта не тука кај што се, него секој момент може да избијат жаришта од аспект на некомуникацијата помеѓу двете најголеми светски сили, нели? Така да и сите досегашни вакви жаришта се јавени од истиот карактер. Америка имаше една агресивна политика кон Русија во изминативе 3-4 години, нели, доближувајќи се не само до границите незини, имајќи во пред балтичките држави, меѓутоа сега и веќе внатре, дури не во дворот, него Украина, Полска и така натаму. Па Украина е територија на која што русите ја сметаат за многу блиска до себе, има голема една популација таму, дел од територијата, нели, си ја анексира, така да и без воопшто да имаат комуникација, без да разговарат, без да, нели, да имаат било какви односи помеѓу себе. И тоа беше едно дрско однесување во однос на влијанието на Америка кон руските интереси. Ако имаме предвид дека две суперсили треба меѓу себе да треба да комуницират за да не настане било каква проблем, бидејќи нивниот суdir би значело светски проблем и крајните исходи не може да ги планираме. Тоа е она кое што во однос на комуникацијата ќе се подобри во секој случај. Денеска веќе се покажа тоа дека ќе се подобри. Интересите заеднички на Русија и на Америка почнуваат полека. Дури во првиве разговори според она кое што имаш извештаи да се балансираат, нели, дека се работи за две сили и нивните интереси треба да се чуваат. Ако имаме таков еден баланс на светски рамки, ако притисокот од НАТО врз Русија малку се попушти и се избалансира, во однос на кампањата која што водеше Трамп во изминатиот период, ние, ако имаме добра и стабилна политика, мислам дека ќе бидејќи видите надворешната политика, како што спомна и Чиливанов, нема да се промени, не знам, во однос на Македонија сега зборуваме, бидејќи Македонија призната од 2006 година, 2005 година од Америка под Република Македонија и тие не може да го променат тоа. Може да зборуваат дека таа држава за нас е фирма, меѓутоа официјално се знае како. Ние сме Република Македонија. Во тие насоки ние не можеме нити да очекуваме не знам какви тектонски некакви движења во однос. Меѓутоа, земајќи ги во обзир глобалните влијанија досегашни, ние можеме да се потвриме многу јако врз она спогодба за соработка, воена соработка со Америка.
и дури во изминатиот период јас и не би се длабоко уклучил кон интегрирањето во НАТО по секоја цена. Значи, мислам дека во овој период што доаѓа понатаму, ние треба малку, може да е среќа што сме малку подалеку, па да видиме како односите ќе се одвиваат, бидејќи самиот избор на Трамп ќе има пореметување во однос на целата политика на Америка, која што досега во изминатиот период историски е водена. И врз основа на таа негови изјави и таа начин на водење на кампањата, тој добива кампања. Трамп водеше политика визави сите политики на Америка во изминативе 40, 50, 60 години, без разлика дали се демократи или републиканци. Тоа отворено излезе критикувајќи го и Буш, и постариот и младиот. Така да интерно американски ќе имаат големи промени внатре. Меѓутоа не мислам дека нема да има и на светски равни. А Сирија? Тука најмногу се скршија копијата помеѓу сега, Русија. Тоа е онај момент, да, меѓутоа ако го следите Трамп во неговите изјави до сега, на секој скоро говор негов тој јавно искажуваше дека најголем непријател на Америка е ИСИС. Потенцирајќи го дека најголемиот непријател на Америка е ИСИС, а од друга страна критикувајќи го Обама дека воопшто не сака да спомне зборот исламски радикализам. И оние инсайт информации што доаѓа дека можеби ИСИС има силна дури финансиска поддршка од некои американски. Значи видите она што го зборувавме околу финансирањето, токму е тоа. Значи ако Трамп сам себе си ја финансирал кампањата, не должи буквално никому ништо. Не само на медиумите, не должи на никому ништо во светски рамки, на никаква лоби група и на никого остана. И точно тој во кампањите. Тој дури во отворена војна со лоби групите, дел од лоби групите директно се замерува. Сега замислите вие, имате кампања, имате континуирано донатори кои што дават по 50, по 100, ова кампања не чини 100 милиони, коштат 600-700 милиони долари. Сигурно кога ќе дојдете на власт, вие мора да ги враќате назад на ваков или на онаков начин. Во овој момент Трамп е ослободен од тој притисок. И сега дали тоа значи дека Америка ќе го предаде рвањето за Сирија со Русија? Тоа значи дека ја мислам дека видите сега во овој период додека не е инаугурацијата, додека не е прогласен, ви имате еден транзицијски период кој што е во Америка под контрола. Значи да речеме нека контролирана власт, меѓутоа во секој случај сите мерки такви треба да го очекуваме после јануари месец. Али од друга страна веќе недела дена ние немаме никаква акција нити па соопштение за ИСИС. Нити ИСИС нешто направил нити значи кога ќе ги читате, работите во начинот на дејствување, како сето тоа се случува, иначе имаше Ал-Каеда најава дека во понеделникот ќе има напади во Њујорк, во Вашингтон, во Мајами и така натаму. Плашејќи ги нели граѓани да излезат на гласање според она кое што го имам ја како информација. Меѓутоа, сепак јас сметам дека влијанието врз нашиве односи овде. Бегалската криза како безбедносна криза која што има огромно влијание врз Европа, бидејќи Трамп е повеќе бизнис настроен, односно за односите во Америка. Ја имам секојдневна комуникација со нормални обични луѓе, бизнисмени во Америка, кои што очекуваат дека Трамп ќе промени целиот начин на водење на политиката, даночната политика и сета она политика која што досега нив полека, но сигурно последниве 20 на години ги притискат. И тоа се оние очекувања кои што сакаат тие да ги видат од него. Замислите во гласањето последното падна Обама тоа е онај момент на некаква социјална политика. Значи ако падна социјалната политика водена од демокративе досега, визави бизнис политиката на Трамп од обичниот човек, значи тука ќе видиме и внатрешните односи. Од друга страна, ако ги пратевте анализите во текот на гласањето, ќе видите дека на неколку случаи имавме муслимани кои што гласале за Трамп бидејќи биле против радикалниот ислам. И избегале од таму од кај што биле заради радикалниот ислам. Флорида беше многу интересна. Флорида беше убедена Хилари дека ќе ја добие поради тоа што имаше голема излазност на латиноамериканските. Добро, тие се други. Значи тројцата последни претседателски кандидати на републиканците Трамп, Тед Круз и Марко Рубио, 20 од нив се кубански американци. Едниот од двете страни, едниот по мајка, мислам. Значи кубанците имаат побегнат од комунизмот, се имаат населено во Флорида
И тоа гласачко тело, они се тврдо републиканско гласачко тело. Имаше дури ситуација кога Ал Гор изгуби затоа што кратко време пред 2000 година пред изборите Бил Клинтон донесе непромислена одлука да депортира едно дете кое што со неговата мајка побегнало од Куба до Флорида, па беше таа драматична снимка кога пратија луѓе со митрализи да го земаат Илиан Гонзалес, детето да го вратат на Куба кај татко му, наместо да го остават во Флорида со подалечното семејство, но барем во Америка да остане детето. Денеска е еден од култен Кастров пионер во Куба, значи херој на Куба, а поради тоа кубанските американци гласа против Ал Гор и демократите. Меѓутоа Трамп вели дека ќе ги депортира сите мигранти. Не, значи вака, има еден став, вака го објаснуваат, викаат, знаете како поддржувачите на Трамп викаат, ние го сваќаме човекот сериозно, но ние го сваќаме буквално. Додека медиумите не го сваќаат сериозно, али го третираат дека буквално. Човек каже ќе направам зид, вика ние сваќаме дека може нема да направи зид, но 2 милиони, да речеме, навистина криминални илегални имигранти кои што навистина крадат, силувале некого, биле у затвор, па биле пуштени на затвор, па се чека депортација, па тоа трае вечно, тие ќе бидат навистина депортирани веднаш, бргу, во разумен рок. Другите ќе видиме дали прекорачале виза, како често Еве морам да ти кажам еден мој личен пример. Сега кога бев во Њу Јорк за време на изборите на гласањето, имав прилика да зборувам со многу луѓе на улица по кафулињата. 90% од вработените во кафулињата, дури во хотелот, на рецепцијата каде што бев со кој што разговарав, се дојденци од некаде, односно се имигранти. Во Америка дојден од некаде. Така, ретко да видиш американец она. Да. И нивниот муавет уште дента на изборите кога не се знаеше дека нели се уште Трамп ќе победи и утрото после изборите откога веќе стана јасно дека Трамп. Да, сите рекоа дека веднаш ќе заменуваат за Канада, дека ќе бараат излез. И јас го прашав, добро, зошто? Имаш проблем? Колку години си овде? Човекот што работеше во ресторанот каде што служат доручек во хотелот, вели 25 години. Па зошто се плашиш ако 25 години плаќаш данок, тука си редовно? Не, јас се селам. Тоа беа... Значи, видите, не е то така. Значи, Трамп и не ги кажа така, нели тие... Да, меѓутоа луѓето видите така се почувствуваат. Да, точно, тоа е антикампања водена од страна на демократија. Инаку дека Трамп во суштина сакаше да стави ред во таа емиграција нелегална, без разлика дали се со прекорачена виза или се по диво влезени во Соединените американски држави. Значи, редот значи дека тој сакаш да блокира тој дел на Америка каде што континуирано влегува дрога, оружје, банди, кланови и така натаму и така натаму. Тој е онај дел према Мексико и дека сака да го блокира со зид бидејќи континуирано тамо, не видите нема начин тамо. да се сопре така. Тамо оние што знаат цели тунели копаат под земја. Оние што знаат јасно име за што зборуваме. Иначе тие што не знаат, прво вака Америка не може да ги отвори граници, па кој сака да може да влезе. Тоа е држава која што е вистина од емигранти, меѓутоа регулирани се тие односи во Америка. Како може, како сме, и тој во ниеден момент рече дека мирните луѓе, добрите луѓе што работат во хотел и плаќаат неговата данок. сопруга е емигрант. Ја ќе ги соберам сега во автобуси и ќе ги депортирам. Значи не е точно, не е точен тој дел, не е точен делот за муслиманите дека сите. Значи има некои работи кои што се преувеличени, имајќи во предвид дека објави војна со медиумите. И тие се сите антикампањи кои се водени во него. Факат рече, ќе направи зид, факат рече дека ќе забрани влез на било кој муслиман во Америка, но, како што кажав, тоа сваќаат луѓето што значи. И кампања е. Да, а не дека, нели, кажуваа девојчева Малала Јусуфи, сега нема неа да ја пуштиш. Значи, нормално дека ќе ја пушти Малала да дојде во Њу Јорк, да прими награда или што е да, мислам, се разбира. Но, нели, доста тоа он ќе мора да испорача. Јас би сакал делов што зборувавме, не знам, оставивме в впечаток дека доволно само да речеме Америка да подаде рака кон Русија или да речеме кон шиитските земји покрај, нели, борбата со ИСИС и да престане, да речеме, агресијата од друга страна. На еден начин Трамп е продолжение на надворешната политика на Обама, бидејќи Обама нема тоа да биде со нож пресечена, токму така. Не, дури, да речеме, Хилари ќе беше поголем дисконтинуитет на политиката на Обама, иако Хилари беше државен секретар на Обама, отколку што е Трамп, бидејќи
Обама е тој кој што наследи ситуација од едно агресивно неоконзервативно крило кое што сметаше дека може со оружје да шири демократија во арапските земји, во Источна Европа имаше поддршка голема и за Украина, уште тогаш и за Грузија и за Македонија, така натаму. И Обама што направи? Ја повлече војската од Ирак, каде што беа позиционирани и како заштити на Саудиска Арабија и како контролен механизам против Иран и против Сирија, ги врати луѓето дома и после тоа почнаа, да речеме, една ситуација во која настапуваше обратно од максимата на Теди Рузвелт. Говори тивка носи голем стап, он говореше многу гласно, се твиташе на Фейсбук, се коментираше овој режим, оваа држава е режим Египет, Сирија, Турција, вие не знам народот како го трпи, вие медиумива не се слободни, не знам, правата на малцинствата не се почитуваат и така натаму, а не го подкрепуваат тоа со шестата флота паркирана во Средоземно море, со четврта пешадирска дивизија во Багдад, туку со ништо не го подкрепи. И сега луѓето, ти им праќаш сигнал, окей, дигнете се, чадорот ве штити, и често пати луѓето се дигнаа. И во Сирија се дигнаа и во Либија, и во Египет, опортунистички некои навистина, од што биле притиснати. И сега денеш сигналите, Украина се дигна, па се виде дека во сред, нели, која очекуваната реакција ќе биде, дека Русија ќе ги нападне. И сега да речеме, јас сум се уште до ден денешен во Америка се дебатира дали да се даде воена поддршка на Украина во форма на оружје кое што може оружје или тоа да биде поддршка само со панцири и со шлемови. Мислам дека уште не го направиле ни тој чекор колку години веќе трае војна буквално на земја на која што и ветија поддршка не доставуваат оружје. Значи администрацијата на Обама се повлекуваше, отстапуваше територија, подаваше рака, но потоа се однесуваше како мало дете, поттикнуваше, се обидуваше на брзинка да измисли дека она веле сила во мека сила, што де факто е, но тоа да го искористи за ширење во некој случај крајно левичарски идеи, во некој случај етнички поддршка на една етничко племе против друго, така натаму. На крајно несмислен начин не го подкрепи тоа со тврдата сила која што реално има со војска, со авиони, со тенкови, како што ние барем на Балканот знаеме дека едно време можа. При тоа успеа да се покаже дека изгубила неколку војни кои што сама ги отпочна. Афганистан, Ирак, Либија, никој не им ги брои како конфликти кои што они сами ги одбраа да се борат на тоа место против тие луѓе, на поддршка на ние луѓе и изгуби. Буквално се повлекоа и го оставија тоа што го превзема во голем хаос, но при тоа да речеме реакцијата од традиционалните соперници на САД како Русија или Иран, дека супер, овие се пакуваат, не е нивната реакција, па добре, ајде сега да седнеме да разговараме, нивната реакција добра. Ние идеме на, да речеме, на Мосул, ние идеме на Јемен, ние идеме на Крим. Прашање е да речеме сега дали Русија ќе го свати како окей, подадена рака за соработка, ајде да ги укинеме санкциите, ајде сега економиите да си ги развиваме, сите во мир и слога или ќе каже супер. Еве во недела дена, заедно со изборот на Трамп, избрана председател на Бугарија кој што се брои како така проруски, од партија која што апла проруска, мислам Станишев води партијата, на Молдавија кој што се брои како проруски, дури во Естонија која што е прва на линијата на удар преку Нарва, не потенцијален удар, избираат председател Чинам кој што исто така сметаат дека е од така инклинира повеќе кон Москва. Зошто на пример Русија сега пред избор може некој притисок кон Естонија, кон Литванија политички, барање малцински права, охридски рамковен што и да е, може да го направи во форма на формален, да речеме, така, бунтот помал обем во Естонија, па баш да види како НАТО ќе реагира. Се мислите која е таа награда, која награда би била тоа за Русија, ако избие некоја восстание во НАТО земја членка, има малцинство и тоа поише потребно, критичка маса економска се, не знам, не верувам, но може да се организира нешто, ако НАТО не реагира на тоа. Ако САД тоа го подмолчат под председателот Трамп. Зошто не би ги... Турција ви е класичен пример. Значи, не дека нема. Турција, видите, значи, јас сум до сега во целиот мој живот сум се приклонувам кон американското движење. Меѓутоа има неколку моменти каде што вака оддалеку гледано се катастрофални во однос на политиката надворешната која што е водена, а една од тие е обидот за државен удар
од Турција. Значи, Турција во овој момент мислам дека е најдалеку од Америка досега во сите во овие алтернативе с 60 и кусур 70. И то со еден потек. Така да И со гези протестите во времето на амбасадорот Бели, односно околу оној дел дека Америка нема испратено нели директна воена помош на Украина, тоа е политика, бидејќи ако испрати тогаш имаме директен конфликт и тоа се они односи кои што видите. Значи, отпочнати се процеси на внатрешни војни револуции, кои што се судрени помеѓу себе, народите помеѓу себе. Значи, братолюбствени војни имаме ние во Северна Африка, имаме и во Блискиот Исток, имаме и во Украина најблиску. Братолюбствени војни помеѓу себе. А во суштина, видите, никој не спомна Украина. Па дури ни во кампањата, а и денес никој не спомни во ниедни вести, а Украина се уште е жаришти, се уште се водат борби. Значи, еден момент тоа треба престане. Оно што јас сакам да го кажам е дека може би овај хаос во светов, значи во светските односи, моралната филозофија е распадната, како да ви објаснам. Моралната филозофија, начинот на комуникација, на однесување, и тоа го демонстрира, демонстрира дури и кандидатите во Америка. Трамп е контра тоа. За Трамп велеа дека е дрзок, безлакна на јазикот, арогантен и во кампањата, дека е човек кој што не размислува пред да каже нешто, кажува што на ум, што на друм, така беше оквалификуван. Дури луѓето со кои што јас разговарав во Њујорк велат, ако он дојде кај Брзел, имаме трета светска војна. Значи не е обратно. Така. Значи ако видите имате она кое што добро го објасна Чилиманов е да Тивко зборува, меѓутоа има и стап во рацете, нели? До сега мислам дека така се многу меко во однос на дејствувањата се прикажа Америка, меѓутоа уште поголем проблем направи. Во суштина ги стимулираше некои внатрешни сили за да направат внатрешен конфликт. Најтешко е да го сопреш внатрешниот конфликт. Пошто тие се, нели, имам искуство во овие простори уште од СФРЈ. Тие вируси испратени внатри конфликти се уште траат во сиве овие жаришта, кај што ги имаме па и во Афганистан, и во Ирак, се уште, нели, веќе 15 години, во Северна Африка и сите оние жаришта кои што ги имаме спомнат. Она кој што мислам јас дека полека ќе се средува, тоа не може преку ноќта се среди, меѓутоа се тие односи кој до каде може да ги носи односите со Русија. Мислам дека со Русија ќе се избалансираат односите и тоа е во интерес на светов. Може ли, сакам да ми прекоментирате, може ли еден политичар, слободно може да кажам, најмокната политичка фигура во светот, председател на Соединетите Американски држави, да има однос, односно да говори како што говори Трамп, нели? Дали може би тоа ќе се доведе малку ред, бидејќи они во кампањата велеше, јас само го кажам она што сите вие го мислите, а се плашите да го кажете. Со години на нас. Со години на нас, да. Бидејќи на Твитер, човекот ќе биде твита и Тивка, носи голем стап со себе. Не, луда ситуација се случи, кога спомнавме Украина и Русија. 2012 кампањата, пак една од главните теми меѓу Ромни и Обама беше, Ромни го напаѓаше Обама дека е мекуш за надворешна политика, му кажуваше ти ако бидеш избран, Русија ќе нападне Украина. Потоа се врати филмот, ако се тешо за 2008, кога Сара Пилен беше кандидатка, кога ја зафркаваа ти си од Алјаска и гледаш Русија тамо. Она има кажано, знаете што, ако победат уште тогаш Обама и Клинтон, кој што Обама ја прати Клинтон како прва задача 2008 да потпише ресет, обнова на односите со Русија, откако беше војната во Грузија, значи откако Русија буквално приграби те парче анексира и два дела таму. И сега, значи, републиканците го обвинува Обама дека лигле дека е мекуш поглед на надворешна политика. 2012, значи, Обама имаше непознат момент кога му одговара на шеријатски фрајерски на Ромни, вика, друже, се јавија од 1980-тите години, се јавија да ми вратиш на дворешната политика, се понашаш ко, не знам, ко мајка ми или баба ми која збори за студената војна со Русија, Русија ќе не нападнале, види се како се случи, навистина, после 2 години, ете ти провоцираат востание, шарена револуција во Украина и завршува со војна. Што стварно се случи. И сега републиканците го напаѓаат Обама дека е таков.
Одеднаш имаме ситуација во која републиканците одат скроз во друга крајност. Сега они се партијата која што е проруски декларирана, дека огромен број крајно неоконзервативни поддржувачи на републиканците, на Буш, Дейвид Фром, Бил Кристол, Викторија Нуланд и сопругот нејзин, значи сите они собрани заедно, одеднаш републиканци, асле републиканци, ја поддржуваат Хилари Клинтон. Тој оштар, нели, борбен американски неоконзервативен естаблишмент од републиканците се спакува дека Хилари Клинтон, републиканците се одеднаш партија на Трамп и на проруска опција. Тоа се наистина такви едни карамкаши и лупинзи направени, што многу е тешко да се следи и да се знае Никој нема стриктен правец. Меѓутоа, генезата треба да ја видиме. Значи, генезата е дека на никого не му одговара оваа ситуација сега. Значи, заладените односи помеѓу Америка и Русија единствено носат кон нови жаришта и конфликти кои што може да се случат. Ако има меѓусебно воспоставени односи, нели, на две суперсили, тогаш секако дека би се избалансирали односи на светски рамки. Бидејќи видите во ваков, ние немаме работа се со Русија какво што ја знаеме пред доаѓањето на Путин, нели, од перестројката до сега. Сега имаме друга Русија, со други цели, други идеи, друг начин на комуникација, влијание, бара да влезе и во Балканов, да има влијание во Балканов, нели, да бара да ево и во Бугарија со Турција ги балансираат односи, сака да влијае врз цели односи. Не сака да остане затворена како па видите, Русија има одлична соработка со Кина. Кина не ја заборавите како голем фактор. Огромен фактор. Одлична соработка со Кина. Има одлични односи со дел од јужноамериканските држави, нели, кои што се во подем и огромни. Така да не е со Индија исто така. И вие имате сега еден баланс во светот кој што треба да се случи. Треба да се случи во интерес на останативе земји. Значи во останатиот свет. И ова не му одговара ни на Германија. Германија реагираше за санкциите, дел од бизнисите внатре. Да изгубија многу. Значи, јас пак ќе се вратам назад, значи има дисторзија на моралот во светски рамки, на моралот, на филозофијата, на функционирање. Ќе се вратиме на моралот, ќе се вратиме и на Балканот, тоа сакам да го преискодираме. Кој тоа ги прави овие пометњи, дали Русија што сака да влезе или можеби Америка, се ова што се случуваше во балканските земји, но одиме прво на реклами, па се враќаме назад во студиото. Повторно сме назад во отвореното студио, дебатираме на тема ќе го здрмали Трамп светот. Тој веќе го здрма со самиот негов избор. Сите се не знаат како да реагираат, сите се на стендбај, чекаат да видат како ќе се постави Трамп, затоа ќе почекаме нели до јануари. Меѓутоа ајде ние малце за нашиот двор да си разговараме, односно за Балканот. Велат луѓето, човек кој што е жените му се од Балканот, односно од југоисточна Европа, нели тој дел, да. Луѓето што му чувале деца, односно бебиситерките му се исто така од Балканот, нели се појави баба Милка од Србија, пак излезе можеби некој градинар од Македонија и така натака, сега да не се шалам, но велат дека Трамп и како добро запознае со ситуацијата на овој дел од Европа, односно на Балканот, дека од прва рака ги има слушнато овие муавети, дека можеби малце надвор од политиката, односно повеќе човечки знае што се случува на Балканот и што се случувало, но од друга страна, токму периодот пред да биде тој избран, имаме буквално поместување на Балканот со Република Српска се случи оно што се случи. Ова што се случува во Србија со наводниот атентат на Вучич кој што се подготвувал, исто некој вела дека е порака испратена од некои мокни сили, баш во токму периодот кога тој требаше да се сретне со Русија во однос на одредени договори. Исто така Црна Гора, еве и во Бугарија, ова што се случи. Кој тоа ги меша прстите, дали е тоа американско влијание и како тоа американско влијание можеби би се променило со доаѓањето на Трамп? Па зависи од случај до случај, да речеме, во Црна Гора аргументите во голема мерка беа дека, да речеме, Русија е таа која што се обидува да ја сруши владата, во Бугарија падот на Борисов веќе по втор пат. Исто Русија. Дефинитивно е поврзан со него. Во Македонија, да речеме, јасно беше дека сите сигнали на поддршка доаѓа од социјалдемократските партии од Европа и од демократската партија во САД, администрацијата на Обама, Соросовата група, иако, например, имавме ситуации кога СДСМ добиваше поддршка од Станишев, спомнав, кој што во Бугарија го водеше процесот на уривање на Борисов. Така да,
Значи, има тука Измешани брзини разни малку. играчи се во прашање. Вие ќе кажете, да речеме, Германија доаѓа праите сигнали, имавме ситуација во која една порака добиваш од едно крило од германската влада, кој е поблиску до Меркел, до конзервативните партии, друго крило добиваш кој од социјалдемократските партии во Германија, кои што меѓу себе не се решени. Едните се повеќе затворени врати кон бегалците, другите се затворени. Едните се повеќе за соработка со Русија, за укинување на санкции, најотворено социјалдемократите во Германија, конзервативците се против. Значи, таа ситуација и во САД, и во демократските држави на Европа, дека они немаат една надворешна политика која што еден човек ја води напред. Туку имате мноштво на интереси, додека во Русија, друга страна, пример, имате еден човек кој што решава за себе. Имавме ситуација Ван Хојта да не доаѓа тука, да не носи негови пријатели од Белгија, од Холандија, поддржувачи на најотворени поддржувачи на Путин, на Русија. Тука доаѓа да ни посредува во надворешната политика на Македонија, во политичката криза во Македонија, како пратеник од земјите членки, што се членки на НАТО, Американска амбасада го поддржува. Знаете, му со луѓе викаме, овој 30 пати на Russia Today настапувал. Кого носите тука? Ван Хојта дава изјави дека, не знам, американците го срушиле авионот над Украина да предизвикаат војна со Русија. Тука ти го носат американци и Европска унија. Иста приказни беа и за Федерика Могерини. Дека е политичарка која што нејзиното именување за шеф на европската надворешна и безбедносна политика и шефици на, не знам, на амбасадорот тука аж Богар, предходно на ОРАФ и на Ван Хојта, главна критика за нејзиното именување беше исклучително блиски врски со Русија. Дали тоа значи дека Русија победува таа војна на Значи, превласт и влијание? Дефинитивно една комбинација на слаб економски раст, демографски промени во САД и во Европа, мигрантската криза, страф од тероризам, дефинитивно дека се појавуваат се повеќе политички опции и партии кои што преклонуваат кон Русија, а при тоа, значи, природно би препаѓал, еве да речеме, и Орбан. Ја мислам дека ние во годиниве што доаѓаат, дефинитивно ќе се преклонуваме кон вишеградската група на конзервативни политички партии во Европа, од Полска до вклучително веќе и со Австрија, до некаде и со Хрватска и со Словенија, потенцијално и со десните опции во Бугарија и во Србија, дека ќе настапуваме како некој природен блок. Тие се луѓе кои што природно се проамерикански настроени. Нормално дека и ВМРО треба биде природно проамерикански настроена како партија која што била прогонувана во времето на комунизмот и знаејќи дека благодарение на САД, на десницата во САД и во Британија срушен комунизмот. Знаете како да бидете проамерикански настроен кога револуција ти прават тука, кога револуција ти прават во Варшава, кога револуција ти прават во Будимпешта, наместо да седнат да разговараат во Турција. Значи, наместо да седнат да разговараат достоинствено, нормално, културно, го наруши оној принцип кој што американската амбасада секогаш велела дека ги има во Македонија, не ги интересира кој е на власт, само процесот да е демократски. Ние видовме дека апсолутно им значи една страна на сила да ја истуркаат на власт и не оди, не може. Така да Сега тоа ќе се промени, би требало. Би требало да се промени. Так. Дали балканскиот зет, фактот што 4 од неговите 5 деца имаат балканска крв во себе, ќе му припомогне на балканот безбедносен аспект? Нема Чехија, нема балканска крв. Добро, тука околу Југоисточна Европа, тука сме, словенска крв. Сака амбасадорка да биде Сака да биде амбасадор во Чешка, да, во Чешка. Словенкиња е жена. Што? Сегашната жена е словенка, првата трите деца му се од Иван од Чехињата. Да. И едното сега од словенката 4, а едната американка, значи 4 од 5 се балканска крв. Да, добро, не видите, значи мислам дека говоревме околу тоа, инаку што се однесува до прашањето првото за Србија, нели, за Извини, само дека сме решеливе да коментирам, таа едната првата што го обвини дека ја силувал или ја малтретирал беше македонка. Да, новинарката, наводно, така? Да. Така беше, да. Србија, видите, Србија и владата и Вучич јасно кажа дека никогаш Србија нема да се приклучи кон НАТО. Значи, тоа
Многу нормално ги бомбардира. Таа е уште една грешка на Америка која ќе направи општо во Европа. За бомбардирањето на Србија не се лути србите, лути се скоро сите европјани. Значи тоа е прво бомбардирање на Европа после Втора светска војна. И она сега видите во Југославија бивша имате многу просрпска политика. Имаме и овде, имаме и од Црна Гора, имаме и од Босна, имам дури делови од Србија и така натаму кои што се гневни на тој момент и ви имате една не е Србија сама, него имате нели околу многу пријатели на Србија кои што нели то не може да го свара, да речеме условно. Покрај турското прашање за сега што зборува. Така да мислам дека тие две работи вака се и во двата случаи се демокративе на власт. Меѓутоа во секој случај Србија мислам дека поради таа политика тогаш и поради тоа што ако се сеќате на последниве избори американскиот амбасадор во Србија беше во штабот на опозицијата за време на гласањето. Така. За време на гласањето. Така да нема што да бараат во овој момент американска политика нема што да бараат до овој момент. Сега ќе видиме работите може да се сменат во сосем друга насока. Значи зависи како ќе течат односите. Во секој случај е добро што ете имаме период на чекање на некоја промена. Досега работите беа некако безнадежни. Дека ќе имат промени, ќе имат. Јас верувам дека ќе имат позитивни промени во однос на овде на наша територија, на македонска територија, точно во оној дел на олабавување на односите, односно на се помало влијание врз начинот на размислување на луѓето. Како да ви објаснам, ние имаме проблем овде со влијание врз начинот на размислување на луѓето, директно влијание. Тоа влијание ќе полека ќе се и гневот помеѓу себе, злото што се шири не секојдневно, нели? Конфликтот. Клетството помеѓу себе, односите помеѓу луѓево, нели тие куваат секојдневно со еден страшен начин на комуникација помеѓу себе и на социјалните мрежи особено. И тоа е една ситуација која што во општество вие го креирате како нестабилно. Односите помеѓу себе, ако ткивото е здраво, вие немате проблем и утре избори, и задутре, и кога сакате да ги направите, тоа е здраво ткиво на нацијата, нели, кохезија има помеѓу себе. Точно да речеме, видите се во Америка тоа како функционираат. Хилар излезе веднаш другиот ден, кажа Америка е голема, ние треба заедно периодот транзицијски, тој е председател и така натаму. Тоа кај нас ми се чини дека ќе треба да го џвакаме едно уште 50 години за да може така. Нема излезе амбасадорот Били на Сител телевизија и кажа дека традицијата во САД да се признаат изборите после, нели, тоа што ќе изгуби да го призна изборот, што дефинитивно не беше порака, онака паушално кажана, да не информира како тоа функционира во Америка. Тоа беше многу јасна порака испратена на една адреса. Ако бараме ние да видиме како се Америка, ако ние некаков репер за демократија или водење на демократија, тогаш ние треба, видите, исто како јас сум на боречки вештини следбеник. Ние гледаме од учителов и према неговите однесувања, така учиме, нели? Па ако ние треба да ги гледаме односите таму, видите поголеми се секогаш националните интереси на државата отколку било кој останати интереси. Дали тие сакате да рекате партиски, човечки, лични или не знам какви на лоби групи или на не знам как се. Секогаш националните интереси секогаш се поголеми. Тоа лекција треба да научиме и тоа беше она што го демонстрира сега Клинтон, што го демонстрираше вториот ден после тоа. Дојдовме до самиот крај на емисијата, можеме да заклучиме дека Трамп веќе го здрма светот, но дали ќе го додрма, дали ќе го докусури или ќе го опорави, треба да почекаме и да видиме како ќе се однесува како претседател на Соединетите Американски држави. Благодарам на обајцата што бевте вечерва дел од отвореното студио. Како што кажав пред малку, барем интересно е што имаме што да гледаме, ќе биде интересно познавајќи го начинот и стилот на Трамп во кампањата, доколку го задржи, ќе биде навистина интересен, барем во своите говори и настапи на медиумите. Вам, драги гледачи, благодарам што еве и овие час и половина бевте со отвореното студио на телевизија Нова. Не ја менувајте фреквенцијата, следуваат најновите вести.